Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Познатиот холивудски актер Леонардо Ди Каприо открил дека не поседува ниту јахта, ниту приватен авион и настојува да живее нормален живот. И покрај тоа што е еден од најпознатите и најсаканите холивудски актери. 38 годишниот Лео го одбегнува стилот на живот на славните и ги вложува своето време и $200 милиони богатство во добротворна работа. Парите кои ги заработив ми овозможија да се вклучам во проекти кои ме интересираат и пред се можам да им помогнам на луѓето на кои тоа им е потребно. Тоа е без сомнение најдобрата работа кога си богат, изјавил актерот. Откако ќе поминете некое време во филмската индустрија, ќе научите дека славата е празна и дека нема смисол, споделил Леонардо Ди Каприо. Познатиот актер е одлучен да живее нормален живот, далеко од светот на шоу-бизнисот, и признал дека тоа му помага да ја задржи својата глава бистра. Важно ми е да сум во контакт со надворешниот свет. Ми помага како актер и живеам прилично исто како што живеев и порано. Не поседувам јахти и приватни авиони, нити било што за што ми се потребни вработени. Сакам да имам пари и да можам со нив да направам нешто продуктивно, додал хуманиот Леонардо Ди Каприо. Американците најмногу му веруваат на актерот Том Хенкс. Имено оскаровецот Хенкс е прогласен за личност од најголема доверба во Америка, со што ги претрака досегашните личности од доверба негови колеги. Актерката Сандра Булок, која минатата година ја носеше титулата позната личност со најголема доверба, сега е на второто место, а Дензел Вашингтон и Мерил Стрип сега се на третото и четвртото место, а некогаш беа на самиот врв. Том Хенкс победил во конкуренција на стотина политичари, судии и други јавни личности, а интересно е што ниту еден од државните службеници не влегол меѓу првите 10. Председателот Барак Обама го зазел скромното 65-то место, додека неговата жена е на 19-та позиција. Единствената брачна двојка во првите 10 се филантропот и основач на Microsoft Бил Гейтс, кој е на 7-то место, и неговата жена Мелинда, која се најде на 9-то место. Необјавената песна Go Away You Bomb на Боб Дилан наредната недела ќе се појави на аукција во Лондон. Дилан ја напишал песната во 1963 година, во екот на неговата бунтовничка фаза, кога работел на албумот The Freeland Bob Dylan, а сега е проценета на износ од 25.000 до 35.000 фунти. Инаку песната е напишана по нарачка на Изи Јанг. Ги прашав сите што ги познавав да ми напишат песна за нуклеарна бомба. Дилан утредента дојде кај мене и ми ја предаде песната, раскажал Јанг. Тој набрагу се преселил во Стокхолм и ја оставил песната во фиока заборавена речиси 50 години. Поради финансиски проблеми, Јанг сега е принуден да ја продаде песната, па решил тоа да го направи на аукција. Пред 10 дена популарниот британски бренд на лакови за ногти Butter London издаде мини колекција во чест на војводката Кейт и принцот Вилијам. Во колекцијата Royal University се наоѓаат 3 комплети со по 2 лака кои ги представуваат војводката и принцот. А сега маркетинг тимот на овој бренд се досетил дека Butter би требало да издаде и лак за ногти во чест на кралското бебе. Виолетовиот лак е наречен Питер Патер, според стариот британски израз кој жените знаеле да го изговорат во исчекување на внука. Токму тој израз го инспирирал овој бренд за лакот посветен на неродената принцеза. Иако може би розевата нијанса би била посоодветна кога станува збор за принцеза. И овој виолетов лак е одличен, а ќе може да го набават само најбрзите среќници и тоа по цена од $15. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.